Здраво, здраво на гледачите на Имнет. Се надевам дека сте добро расположени. Се надевам дека исто така и ги почитувате препорачаните мерки за заштита од COVID-19. Знаеме во каква ситуација се наоѓаме и се надевам дека сето ова еднаш за секогаш ќе помине и сите ќе излеземе посилни од сето тоа. Моја денешна соговорничка станува збор за една прекрасна личност, односно магистар по нутрициониста, Емилија Спасовска Мојсовска. Денес зборуваме исто така за здрава исхрана, нели? Здравјето пред се, но ќе позборуваме нешто повеќе за тироидната жлезда, односно кои проблеми може да ги предизвика, но одговор на моите прашања ќе ни ги даде токму таа. Здраво, здраво Еми, и како си ми ти? Здраво, благодарам за поканата на вашата телевизија. Секако со неизмерна благодарност до тебе и до Штип и до сите луѓе кои што ја гледаат вашата телевизија, и несебично ќе ги дадам советите кои што денеска ќе ги упатиме конкретно за тироидната жлезда и функционалните пореметувања или пореметувањата кои што може да ги направи истата. Еми, ти си жена која што пред се ја имаш вратена насмевката на многу клиенти да се чувствуваат многу посамоуверено, посреќно. Ајде за самиот почеток, кажи ми зашто баш ја одбра оваа професија и да ја објаснаме на гледачите која е токму Еми Спасовска Мојсовска. Така, најнапред на почетокот на најавата кажа, ја вратив насмевката на многу жени, на многу луѓе, многу фамилии. Мојата струка е магистар по нутриционизам. Имам магистрирано во областа на нутриционизмот и мојата цел во животот беше да дадам помош на другите кои што сакаат да имаат некаков бенефит од храната, односно да ги анулираат сите пореметувања или болести кои што може да се спречат по пат на храната, а насмевката на луѓето кои што ја добиваат со моите програми на исхрана се гледа и по мојата насмевка, бидејќи нивната насмевка и моја насмевка, нивниот успех е исто така и мој успех. Така, кажешме нели дека има многу клиенти кои што се задоволни, па кажи ми како ти знаеш да го организираш своето време. Пред се гледа дека ти си многу позитивна личност. И секогаш нели еве сега кога зборуваш и кога сум те гледала нели на многу телевизии, го гледам во тебе тој позитивен дух. Како знаеш да ги организираш своите работни опфрски и дали сепак и ти нели имаш време за себе? Така, моето време за себе, односно моето време е посветено на мојата работа, бидејќи многу често луѓето го поминуваат времето во кујната и многу често експериментираат и сакаат да направат некаков убав специјалитет, но не значи дека тој специјалитет не спаѓа во рамките на здравата исхрана или избалансирана исхрана. Така да мене воопшто не ми станува никаков проблем и не ми представува никаква тегоба да цело време 24/7 работам на мојата работа, бидејќи многу често сите ја работиме едноставно работата која што ја сакаме и со љубов. Нашиот баланс со храната треба да знаеме точно што да одбереме, каква намирница треба да искористиме и каков бенефит ќе може да ни даде во животот. Пред се, кога ќе кажам избалансирана исхрана, тоа значи дека ние треба да ги изоставиме сето она што представува проблем и сериозно ќе го наруши нашето здравје, а тоа подразбира дека трансмастите, односно незаситените масни киселини, како што се чипцовите, како што е фастфуд храната, брзиот начин на живот и брзото темпо на живот, сето тоа го налага да луѓето посегнуваат по таков тип на исхрана. Меѓутоа здравите оброци кои што можеме да ги направиме во нашиот дом не одземаат многу време, а даваат бенефит, здравствен бенефит и имаат позитивно влијание не само на нашето духовно расположение, исто така може физички да делува позитивно, едноставно на целиот наш организам, надворешно и внатрешно. Она што е многу важно во однос на исхраната и во однос кон сите работи, како и работата, треба да имаме холистички пристап. Значи треба тоа да го сакаме, да уживаме и треба да имаме
одредена мерка кога и како што треба да направиме. Кога да биде доручекот, кога да биде ручекот, кога да биде вечерата, физичката активност и кога спиењето. Во однос на планирањето на оброците и на храната, многу е важно дека ние треба да имаме биланси на кои што треба на успех кои што треба да ги внесуваме со нашата исхрана, односно биланси кои што ќе доведат до успех по нашето здравје. Тоа се водата, протеините, мастите, хидратите, макро и микроелементите како што се витамините и минералите, како што сите живееме во овој период во едно темпо кое што не инхибира од секаков тип на природен начин на функционирање како порано. Сега сме со COVID-19 долго време, не знаеме уште колку време ќе живееме таа ситуација. Сакам да напоменам дека многу е важно да го одржуваме ние нашиот имунитет и нашето здравје по пат на избалансирана исхрана. Само тоа е успехот и само тоа е начинот да ги преживееме сите овие ситуации кои што не ги заканува самата пандемија. Така, кога сме кај COVID-19, може да се наврзаме, ти веќе го спомна, нели, како да си го зајакнеме нашиот имунитет, кои витамини треба да ги внесуваме, каква храна треба да користиме? Така, секако многу е важно храната да биде избалансирана, да внесеме витамини и минерали, клучен е витаминот D кој што е неопходен да го внесеме во нашиот организам и одговорен за нашиот имунитет. Треба да внесуваме храна која што има огромно и битно влијание за нашиот имунитет, односно делува имуномодулаторно. Важни се витамините, како што ги нарекувам јас од абецедата, А, Б, С и Д витаминот. Витаминот С е од клучно суштинско значење за внесување во нашиот организам. Потоа многу е важна да биде храна која што е лесно дигестибилна, односно лесно ќе се вари во нашиот организам и така да може ние во континуитет да го одржуваме нашиот имунитет. Што се однесува до овошјето и зеленчуците, секој годишно време на пазарот се нуди од овошје кое што е карактеристично за тој период од годината, така да сето тоа овошје кое што е богато со витамини и минерали, антоцианиди, исто така се клучни и важни за одржување на нашиот имунитет. Прво и основно е важно нашиот имунитет да го одржиме, да биде еден голем буст на нашиот организам, да имаме ние со ситни бактериски вирусни инфекции да може да се справиме, а од ковидот се подруг тип на мерки покрај оние мерки од Светска здравствена организација, секако дека треба да внимаваме и со храната и со витаминските препарати кои што се соодветни. Така, еве колку убаво објасни, нам ни само останува да те послушаме и да, како што кажавме, да го практикуваме сето тоа, бидејќи здравјето е сепак најважно. Како што кажавме, живееме, нели, брзо темпо. Кажи ми, дали можеме ние да се одвикнеме од тие високи калории на јадење? Дали можеме да си направиме свој редослед што и како треба да јадеме? Знаеме дека секој почеток е тежок, додека се навикнеме, нели? Но дали можеме ние тоа? Дали можеме да успееме? Зошто да не може да се успее во нешто, ако навистина сакаме и навистина треба, затоа што секако единствена порака која се посакува е да бидеме здрави и да доживееме длабока старост, ама сето тоа ние треба да го имаме, да го практикуваме во текот на нашите млади години за да доживееме таа, да речам, длабока старост. Правилниот начин на оброци и на луѓето кои што им ги давам програмите за било кој тип на проблем што се соочува, дали е слабење, дали имаат проблем со тироидна жлеза, дали имаат ХПВ инфекции, значи од различна причина кои што се обраќаат кон мене, можам да забележам дека немаат никаков проблем кога стартуваат со почнувањето на програмот за исхрана, бидејќи диетите кои што се познати по интернет, кои што кружат и сите ги практикуваат, токму не се потребни тие да ги употребуваме во нашата исхрана, да бидат таков тип на диети. Токму тие знаат да направат сериозен здравствен проблем покрај нарушување на одредени хормонални пореметувања, заболувања и така натака.
Значи, таков тип на диети се непрепорачливи. Меѓутоа, кога имаме неизбалансирана исхрана и индивидуална исхрана, тоа веќе говори за нешто друго. Затоа мојот програм и луѓето кои што се обраќаат кон мене за било каква цел, им треба само 1 до 2 дена додека се навикнат на начинот. Не е многу лесно да до претходно се јадела храна која што не се знал редот и редоследот на оброците. Меѓутоа, од 1 до 2 дена веќе луѓето ја практикуваат мојата исхрана со немајќи потреба едноставно за претходно што конзумирале во нивната исхрана. Немаат потреба од благи колачи кои што имаат прости шеќери. Не зборувам за колачи кои што се вметнати во мојата исхрана во доменот на едно здраво колаче. Па јас мислам дека секојаш треба да се присетиме дека ќе имаме здраво тело. Ќе ја достигнеме нашата фигура која што не ли сме секојаш посакувале, па така да сето тоа ќе ти донесе и поголеми резултати. А тоа е сепак голема среќа, како што кажав, да се врати на смевката и самодовербата. Тоа е многу по-важно. Така секако упорноста и истрајноста се две работи кои што се тесно поврзани и учител кој што ќе го регулира сообраќајот на некој начин во исхраната. Истото е како со улицата, така и во исхраната. Треба да има некој водител кој што ќе може да ги надополни тие ситни елементи, ама ќе има резултат. Да, стварно, така. Ние како што најавивме во оваа наша лајв дружба ќе позборуваме нешто повеќе за тироидната жлезда. Па кажи ми што претставува тироидната жлезда? Морам да кажам дека тироидната жлезда и нивото на едукација кај луѓето е веќе е подигната свеста кај тироидната жлезда и е многу чест проблем кај луѓето што се соочуваат со ваков проблем на пореметување. Ќе дадам еден мал освр за тироидната жлезда. Сите знаат, но секако сакам да дадам еден мал освр. Тоа е многу мала жлезда, од 20 до 40 грама, која што има важна улога, жлезда со внатрешно лачење и има ендокрина функција. Тој е сместен во предниот дел од вратот, веднаш под адамовото јаболко, пред дишникот и жлездата ја виткува трахејата или душникот и во предниот дел се состои од истмус, кој што средишниот дел е истмус и поделена на два лобуса, лев и десен лобус. И тие изгледаат налик на пеперутка, кој што го и добила името, тоа е истмус, налик на пеперутка, пеперовидна форма има и самата жлезда го добила тоа име штитна жлезда, па бидејќи да речам има и заштитничка улога во нашиот организам, бидејќи како што напоменав дека има многу битна секреторна функција, тоа мала жлезда, но одигрува многу важни улоги во нашиот организам. Не постои орган во човечкото тело кој што не е поврзан со функцијата на тироидната жлезда. Во метаболизмот на протеините, јаглехидратите за терморегулација, за централниот нервен систем, во процесот на оогенезата, спермогенезата, исто така е важна улога за спиењето и така натака. Значи, сите процеси кои што ги дава тироидна, односно тесно поврзана функцијата на тироидната жлезда со сите процеси кои што се одигруваат во нашиот организам. Самата тироидна жлезда лачи два хормони, тоа се тетрајодотрионинот и триодотрионинот и не толку значаен калцитонинот. И сега тие на некој начин се диригенти на нашиот организам. За да може правилно да функционира тироидната жлезда, ни е потребен и јодот, секако дека ние треба да го внесеме и јодот. Сега пореметувањата во однос на тироидната жлезда кои што може да се појават, тоа се хипо и хипертироидеа. Меѓутоа единствениот начин да ние утврдиме дали имаме некакво функционално пореметување, функционалното пореметување се детектира по пат на зимање на крв од вена, каде што ендокринологот кажува дали понатака треба да се третира со некаква терапија која што секако самиот лекар ја препишува, дали ќе треба самиот организам да се обрне внимание на самата индивидуа.
по пат на исхрана, што многу често од клиентите кои што доаѓаат, докторот ми рече дека треба да обрнам внимание на исхраната, што исхрана вие ќе ми препорачате и тука се прават посебни програми. Како што кажав, значи функционално пореметување може да се укаже дали имаме хипер или хипотироидија. Меѓутоа имаме ние и анатомско пореметување, каде што тироидната жлезда, како што кажав, има тежината е 20 до 40 грама, кога е нормална анатомија, меѓутоа кога може да има пореметување, таа и го менува својот облик, како и го менува и грамажата. Така да самата тироидна жлезда анатомски може да се забележат доколку има пореметување, односно има анатомски видливи пореметување, тоа се нодули или јазли кои што исто така самиот доктор со палпација ги допира и кажува како и што понатака треба да се направи, дали треба да се земе биопсија и така натака. Тоа е сепак работа на лекарот кој што треба да направи, а нашата работа на нутриционистите е да знаеме како да направиме исхрана која што е конкретно за конкретното пореметување на тироидната жлезда. Па сега вака ќе ги поделиме. Тироидната жлезда кога имаме хипо и хипертироидија. Можам да кажам дека во рамките на хипо и хипотироидијата оние симптоми се сосема различни, две различни различна симптоматологија опфаќа. Многу често кај хипотироидијата уште нарекуваат уморна домакинка и многу често кога сум говорела на самите на телевизиите сум кажувала дека многу често од луѓето го припишуваат самиот замор на временските неприлики кога сменува времето како континуитет, замор, поспаност и така натака. Меѓутоа ако се немаат проверени функцијата на тироидната жлезда и функционалните параметри, мојата препорака е да испитаат тироидните хормони, бидејќи не често самиот замор од временската неприлика може да биде и проблем со хипотироидијата, уште нарекуваат и очајна уморна домакинка, да не речем очајна домакинка, бидејќи самата жена е поспана, депримирана, немаат волја или елан за да ги извршуваат тековните работи во домот, па и на работа. Општо имаат проблем при искачувањето по скали, значи забавена работа на самиот организам и метаболизам. Многу, ќе кажам, уморна домакинка, затоа што многу често за самата пореметувањето на тироидната жлезда е често заболување кај жените, но не ги изостанува и мажите. Кај хипотироидијата на 1 спрема 8 жени е заболувањето, а додека кај хипертироидијата 1 спрема 4 во однос на мажите. Така да почесто е заболување кај женската популација. Со тоа што како што напоменав, метаболизмот се забавува и многу често од луѓето имаат проблем со вишокот на килограми и забавен метаболизам. Се што јас треба да направам како нутриционист кога ги правам програмите конкретно за самата хипотироидија, гледам да биде тоа нешто што ќе го забави метаболизмот, едноставно што ќе ја зголеми позитивната енергија, едносно ќе се врати енергијата и расположението на овие жени, бидејќи самата тироидна жлезда ги прави сите тие симптоми кои што ги имаат луѓето. Кога станува збор за другите промени кои што може да се случат на тироидната жлезда, е исто така и опаѓањето на косата и споро срце, успорена работа на срцето, отечени раце, отечени нозе, задршка на вода, задршка на течности, а исто така и луѓето кои што имаат проблем со тироидната жлезда имаат и проблем со
со проблем со забременување и тука треба да се направи исто така осврт за тие работи за да може да се намалат предностите или да се доведат во нормала, за да може да се израдува едно семејство, односно да се направи напор со исхраната, како и со препораките од лекарот, за да може да има успех во сето тоа. Исто така Хашимото исто така да напоменам дека е исто така и автоимуна состојба на организмот, ги напаѓа своите клетки на штитната жлезда и многу од луѓето кои што доаѓаат со крвна слика, параметрите на тироидната жлезда анти-ТПО, се тие многу често се со над референтната вредност со бројките и затоа има посебни третмани кои што успеваме да ги намалиме и зависи од бројот или висината на самите параметри. Како што напоменав, и жените и мажите, но не ги исклучува и децата. За жал, многу честа е и појавата за пореметување на тироидната жлезда и кај дечињата. Сега, во однос на што може да биде тоа пореметување, што може да поремети тироидната жлезда, секако има влијание полот, староста, наследната особина, автоимуните заболувања, како што се физичките агенси, пестициди, адитиви, одредени лекови, како што се штетни агенси, па знаат и многу често кога внесуваме ние од нашите салатите кои што нели ја препорачуваме, има витамини и минерали, ако сето тоа не е добро прочистено, ние внесуваме пестициди и хербициди, тоа се тие хемиски и штетни агенси, па и дури и оние да кажам третирани култури кои што не поминал периодот на каренца за човекот да го употребува, знаат да бидат и тоа како токсични за еден човечки организам, воздухот кој го живее, во кој што живееме нашето подречје, долгите месеци во зимскиот период дишавме и воздух кој што беше загаден, така да сето тоа допринесува да имаат пореметување на тироидната жлезда. Така да сето тоа се работи кои ние некогаш не можеме да ги измениме, но можеме да делуваме и да действуваме. Кога станува збор за хипотироидијата, многу често има тесна врска со поврзаност со емоциите и најчесто ја нарекуваат тироидната жлезда пореметување во името на љубовта. Сите оние кои што си ги криеле емоциите се складираат во грлото и нели викаат како кнедла во грло кога имам, па тоа се тие потиснати чувства и емоции кои што страда тироидната жлезда. Секој стрес секако дека делува не само на тироидната жлезда, па и на целиот наш организам. Кога само да дадам и мал осврт на хипертироидијата и ќе се вратиме во третманот и превенција на што треба да се направи со храната и во хипо и во хипертироидија. Значи, кај овие пациенти кои што имаат хипертироидија е обратно како што напоменав, за разлика од хипотироидијата. Тука се случува во едно забрзано темпо, како што е забрзан метаболизам, забрзана работа на срцето, промената на мускулната маса, коскената маса и тука во однос на исхраната се препорачува внесување на аминокиселини и протеини и калциум во текот на денот до 1200 милиграми, бидејќи тука во ова заболување, односно во ова пореметување од тироидната жлезда, луѓето имаат ризик кај хипертироидија за смалување на минералната густина на коските. Тоа доведува до остеопороза и остеопенија.
И најчесто, сега ќе ја поврзам и женската група на популација под над 50-та година, бидејќи тие се во перименопауза, во менопауза и така натака, тие имаат проблем, односно тие имаат намалување на хормоните, нели по природен пат во текот на нели тој животен век, меѓутоа самите жени во тој период не ги штити естрогенот и имаат ризик фактор за заболување, односно за остеопороза и остеопенија, па и доколку е во прашање хипертироидијата, треба големо внимавање во однос на исхраната, како и превенцијата за сето тоа. Така, кај овие луѓе кои што имаат проблем со хипертироидија и ја губат тежината. Едните ја губат тежината кога имаат хипертироидија, а во хипотироидија се со зголемена телесна температура, телесна маса. Ете сега да видиме со храната што треба да направиме. Што треба да се внесува. Ова се општи препораки, бидејќи кога се зема една анамнеза за еден човек, влегуваат во опсек и повеќе параметри што треба да ги да се вметнат со цел да им се испрати да им се направи изготви еден план за исхрана, меѓутоа вака. Сега, треба да внесуваме храна која што е богата со растителни влакна. Храна која што на некој начин ќе го забрза метаболизмот и ќе направи добра пробава, добра дигестија во однос на празнење на цревата кај луѓето кои што имаат проблем со хипотироидија. Но не значи тоа дека не треба да внесуваат луѓето кои што немаат никаков проблем. Растителните влакна се многу важни да ги внесуваме во нашиот организам, представуваат еден чистач за нашето дебело црево. Кога нашето дебело црево е исчистено, нема складирани култури кои што се лоши бактерии кои што се наоѓаат некаде во дебелото црево, не соодветно не доволно луѓето кога се празнат или имаат тешка пробава, не можат да или обстипација, тука се задржуваат сите токсини во организмот и се населуваат лоши бактерии. А што треба ние да направиме? Да внесеме добри бактерии, добри култури, за да го прочистиме дебелото црево и така ќе се направи една добра пробава и ќе биде еден систем на метла на дебелото црево, а со тоа сме направиле првиот чекор и голема и важна работа. Значи, луѓето си одат во текот на неделата, во текот на денот, нормално се празнат цревата. Прва основна работа е празнењето на цревата. Се внесуваат растителни влакна, а со тоа и внесуваме покрај растителните влакна треба да внесуваме пробиотски култури и пребиотски култури. Кога ќе внесеме ние пробиотска култура, како што е кефирот, како што се ги има во аптеките, линексот, биогаја или некаков тип на пробиотски култури кои што ќе треба да ги населиме во нашиот организам, секако дека ние треба да направиме добра подлога и за еден добар пребиотик, растителни влакна и пробиотик за да имаме полн ефект. Значи, важни ни се пробиотиците и пребиотиците. Тоа се многу често кажувам како нива со трактор. Значи, на нивата и треба трактор да изора, тие две работи една со друга си одат. Сега, третманот кај хипотироидија најчесто се внесуваат селенот, се препорачува како и селенот искористен од самите самите производи. Тука се печурките. Печурка која што е одгледувана на сонце, не во темно, бидејќи печурките шампиньони како што се одгледуваат во темно, тие немаат во себе витамин D. Нас ни е потребен и витаминот D е од клучно значење, но за да можеме да ги искористиме и печурките, ни требаат печурки кои што се одгледувани на сонце и го имаат и витаминот D, меѓутоа ги имаме и селенот, цинкот кои што можеме да ги искористиме. Значи, печурките
рибата, кој што има незаситени масни киселини, кои што ни се потребни во организмот, исто така ни се потребни и за превенција или третман кај тироидната жлезда. Житниот влез, односно житариците, се исто така од големо значење, како што напоменав, е битно да да внесеме житарицата во дотекот на денот 30 грама да биде внесена. Меѓутоа, треба да се избегнува храна која што е богата со глутен. Многу научни истражувања покажуваат дека 3 месеци дека во период од 3 месеци, доколку се исклучи глутенот од исхраната кај пореметувањето на тироидната жлезда, тука имаме видно подобрување на функцијата на тироидната жлезда. И сите оние на почетокот што ги напоменав, ситуации кои што луѓето се справувале со внесување во исхраната со ваквиот тип на исхрана, се што е корисно, едноставно се други личности. Се менуваат за кратко време, бидејќи чувството е и друго. Да. Потоа ќе кажам дека многу често луѓето кои што имаат проблем со хипотироидијата имаат и некаков недостаток на магнезиум, B12, цинк, јод и така натака и витаминот D, бидејќи кога ескалираат тироидните хормони кои што имаат, да речам, дисторзија на некој начин во организмот, многу често витаминот D е доле под границата на референтната вредност, тогаш треба да дадеме напор витаминот D се покачи во нашиот организам, бидејќи е многу клучен за, како што напоменав, на имунитетот, па и за сите функции што се одигруваат во организмот. Нашиот организам е една сложена, да речам, има биохемиска функција во нашиот организам. Непречено се одвиваат сите функции во организмот. Не запира едноставно. А што се случува кога ние не внесуваме храна соодветно така како што треба? Тоа е тоа што клетката памти и не се знае во кој дел од животот ќе направи некаква последица. Зашто? Ама можеме да направиме некаква промена, да имаме едноставно ние убаво да се чувствуваме и сето тоа да биде на некој начин минато. Како што кажавме дека храната богата со селен исто така е важна. Важен е цинкот да се внесе, исто така кромидот, лукот, содржината на алиум цепа, односно кромидот кој што содржи алкалоиди се исто така корисни и имаат важна улога во храната и превенцијата за хипотироидија. Друго што сакам да напоменам дека постојат и гоитрогени фактори кои што попречуваат функцијата на тироидната жлезда. Тоа се фамилијата на зелките, како и самата зелка, потоа зелкастите производи, кељот, прокељот, сето тоа нас ни треба и е важно, има антиканцерогено својство, антимикробно и така натака. Меѓутоа, научни тврдења покажуваат дека луѓето кои што го имаат ова пореметување треба да го намалат внесот, меѓутоа не да се изостави, кога ќе се направи еден баланс може да се вметне еден ручек кој што ќе има и карфиол и брокула, бидејќи па тие имаат и одредени соединенија кои што па и ни се важни, имаат важна улога и за нашиот имунитет, па и да ги искористиме некогаш. Меѓутоа, тоа се гоитрогените фактори кои што инхибираат функцијата на тироидната жлезда и се смета дека треба да се изостават, но не и да се заборават во самата исхрана. Медитеранскиот начин на исхрана е оној начин кој што е корисен и е добро да се практикува. Многу често од луѓето и анамнезите кога ги зимам, обично рибата некако ајде ќе ја пробам, меѓутоа јас ја давам, ја препорачувам да ја имаат барем во неделата 2 до 3 пати, па правиме пауза, нели, од нејадење на морска храна, па веднаш на морска храна
обично некако не иде така веднаш, меѓутоа е голем допринес кога ќе се внесат ете така морските плодови и ќе ги опфатат сите овие барање на организмот и барањето на тироидната жлезда со цел за хипотироидијата. Да, повели. Сакаше само да те прашам, Еми, за благото, дали треба да се јаде, како треба? Кажавме не дека треба малку и шекерите да се намалат. Така, Во таа област? така, во однос на благото, само ќе речам дека простите шекери или тортите кои што се направени со 20 лажици брашно, 20 лажици шекер и така натака, секако дека не го препорачувам, меѓутоа може да се направи, има многу интересни рецепти кои што не одземаат многу време и не одземаат многу енергија, може да се направат и да се ужива со нив. Еве на пример може да споделам рецепт. Може слободно. Да кажам, така, јас никогаш не работам по бројка 5 грама, 10 грама, 20 грама, меѓутоа еве ќе ја кажам така окомерно може да направат луѓето кои што сакат едно колаче да пробаат, тоа се бомбици со мелени бадеми, лешници, мелено ленено семе, внатре се додаваат јатка, се додаваат суви плодови, може да е брусница, може да е манго, папаја, било што може да се најде од суво овошје и што имаат во домот. Сето тоа може да се замеси за да се направи една хомогена смеса со чај сварен, било од хибискус, може да е зелен чај, каков и планински да имаат дома, не представува никаков проблем, за да се згусне смесата, да се направи една хомогена смеса, сето тоа се прави во бомбица, односно во топче, се формира и може до згора да се додаде глазура од 70% чоколада од какао, имаме благо колаче, ама кој што нема прости шекери, има убави шекери, има незаситени масни киселини, бидејќи внатре сме ставиле незаситени масни киселини, односно овошје кое што е богато со мастија, тоа се бадемите, лешниците, лененото семе и така натака. И веден прекрасен рецепт кој што треба да го пробаме. Така, Јас се надам дека е вкусно, секако. Така, да. Ти благодарам што го сподели со нас. Нема проблем. Еми, многу убаво објасни, стварно навистина многу добри совети кои што навистина знам дека ќе помогнат на нашиве гледачи. Сето на кој што сакав да те прашам ти го одговори. Ти благодарам за тоа, дали пред самиот крај сакаш да им порачаш нешто на оние кои што на пример имаат проблеми со тироидната жлезда. Знаеме дека нели пред се треба да внимаваме на нашето здравје, доколку имаме некаков проблем, некои симптоми кои што ти нели самата ги наброја, нели треба да се посети лекар и треба да се послуша, потоа нели оди работата на нутриционист, па дали сакаш нешто да им препорачаш? Вака, во однос на превенцијата и во однос на третманите кои што луѓето треба да ги направат, само можам да препорачам дека еднаш или два пати во годината сите ние можеме да си направиме детален преглед на нашето тело. Дали се работи за крвна слика, за хормонален статус, тука ќе ги вклучам и гинеколошките прегледи, ехото на градите, мамографија, нели во зависност од возраста и годините кога таа се предложува да се направи. Значи, сите ние треба да си ја направиме самите превенцијата, за после тоа да не дојдат до третмани кои што нели секако ќе треба да се сочуваат луѓето. Што имам да препорачам? Треба да го искористиме сонцето, бидејќи само така го абсорбираме витаминот D. Треба да практикуваме физичката активност, без разлика за било која состојба здравствена или да сме здрави и прави, што би се рекло, ни треба физичката активност, ни треба сонцето, ни треба храната која што ќе биде избалансирана, ни треба одморот и ни треба сонот. Бидејќи сонот е нешто што не може никој да ни го одземе и да ни го даде, односно ние самите треба да си направиме ред на нештата за да имаме здрав и правилен живот на некој начин. Да, значи треба да внимаваме над себе и да се трудиме. Да си го задржиме здравјето добро. Така, секако сите ние треба да вложиме во себе за да вродиме со плод.
Така. Еми, многу убаво му обетивме и навистина дојде и крајот на оваа наша заедничка Дојде на лајф вистина дружба. Да, многу колку убаво брзо. зборавме и многу убаво човек кога те слуша, кога делиш совети нели со сите нас. Сакам да ти посакам пред се здравје, многу успешна работа, остани таква како што си, насмејана и позитивна. Исто и ти. Има ја твојата армија позади тебе. Јас се надевам на уште една заедничка соработка за вака убаво да помуабетиме, и да делиш уште повеќе совети со нас. Се надевам дека го доловивме сето она кое што треба да го знаат за тервидната жлезда, она кое што останува на нив, како што кажавме, нели, да внимаваат на себе, да го чуваат своето здравје бидејќи тоа е најважно. Тебе ти посакувам се најдобро и како што кажав, се надевам дека ова се ќе помине, па да те чекаме и во Штип за вака убаво да се дружиме. Така, со задоволство би дошла и би испиле едно сокче, па и вода на крајот на Може. кришата. Не представува никаков проблем, само да заврши ситуацијава која што сите ни направи, да речеме, пореметување во однос на работните обврски, начинот на функционирање. На сите луѓе сакам да им препорачам да се чуваат и да останат во добро здравје, да го подобрат своето здравје, а за се што треба да се обратат, слободно може да ме побараат на мојот Инстаграм профил нутриционист Емилија, на здрава исхрана Еми, и може да ме најдат на вашиот линк од телевизијата. Да, така е. Да, имаш нели доста страници кои што нели секако можеш да им помогнеш, може да се консултираат со тебе, како што кажавме, може нели да те побараат на нашиот портал. Ти посакам уште еднаш се најдобро, а на нашите гледачи им посакуваме да останат во добро здравје и како што кажавме, да се чувате. И Така. чао, чао. Од нас. Чао. Чао, се гледаме.